Ајде, добар ви ден и добре дојдовте уште еднаш во Нема љутиш. Стегна времето, стегна пред една недела, само јас никако да се стегнам. Ке стегнам вака и веднаш ке попуштам. Ништо работа и тоа е добар знак дека повторно доаѓа време на попуштање. Ако не заминала зимата, тоа ништо не мора да значи. Не мора да значи, ние пак ќе попуштаме. Да, како кому? Па на бугарите нормално. Реков јас пред една недела дека на Бучка нашиот не му текнуе. Му текнуе, се сетив јас. Од тука акцијскиот план, да превзеде човекот акција и конечно да ја разнежи мадам Захариева, да каже да. И па даде. Што се смеете? Конечно да каже да за преговорите со Европската Унија. И по се изгледа, ќе ја чуеме ние сепак преубавата ти дам. Ама знаете што? Нема да ја пее мадам Захариева, туку ќе ја рецитира Бучко наш. Официјално ние прифаќаме дека сме имале заедничка историја. И тоа е непобитен факт. Но тврдењето дека ние всушност сме еден народ во две држави, во овој момент во Република Македонија, ако се тера таа теза, ќе направи повеќе штета отколку корист. Сега и не ни изгледа толку привлечна ти дам, нели? Што да се прави? Решил човекот да подаде и се да даде. Ами добро, треба нешто и да дадеш, за да можеш подоцна да земеш. Па да, и даде, па се одаде. Мислам, си зема, маш. Така и Бучко наш. Само, знаеш што? Слободно фуреја ти тезата дека сме един народ во Скопје. Слободно нека се зборува така, затоа што од оваа штета, поголема штета, никако не може да се направи. Никако. Одиме сега на малку поведри теми. Портпаролите на двете најсилни партии во нашава држава најавија женидби. Браво за тоа. Браво, тоа е за поздравување. Тоа може би и значи дека ќе останат да живеат со нас и е некаква гаранција дека ќе живеат скромно како и сите ние. Да, Димса подаде прстен на својата сакана, а исто така најавија дека и Костадин од СДСМ ќе се жени. Велам, браво, тоа е за поздравување во секој случај. Убава работа. Сега за Димса не слушнавме ништо дека купил. Добро, тоа е вообичаено, затоа што тоа е позиција и не се слушна ништо, ама за Коста се слушна муабет, дали е точен не знам, ама се слушна дека купил вила на Водно вредна 1,3 милиони евра и тоа со плата од 200 евра. И па што се чудите? Ако знаеш да штедиш, тогаш нема што да се чудиш, а и нема љутиш. Ма дури јас мислам дека човекот е и малер. Голем малер. Што ако одлучи таа запирка од 1,3 милиони да летне некаде и да остане само бројката 13? Чист малер. Ќе мора човекот да живее сам во таа преголема вила. Малер човек. А и плюс тоа, ви гарантирам дека вилата не е купена за да ужива тој. Не, купена е за да вежба пресконференции, бидејќи и така ги одржува пред Белата палата. И нему, како на Грујев што му беше виновен БЦ 11 години, Грујевски му е виновен за се скоро 4 години. А човекот и го нема тук. Да, мораше да замине човекот во странство, што би рекле србите, трбухом за крухом. Да. И тоа е уште еден доказ дека младите и понатаму ни заминуваа, да. И тоа најспособните. Што се смеете? Тоа не е за смеење, тоа е за плачење, а за смеење е ова што ќе го видите вечерва во Нема љутиш. Татко е многу зафатен, има многу работу и нема време да обрати пажњу на деца. А знам све, не сам глуп. Што сакаш, прашај ме. Влажни дрва, лош оджак, лоша фурња, брашно со слаб квалитет и домаќица со мало искуство. Добар дан. Ако може да прашам нешто, ако имате нешто против лацкања, ама молуве нешто да не кошта многу, знаете како е. Има, ама замена. Замена? Да. Куде баш Ајде, ако мора замена.
И плюс тој, ако некој решија да пие, ти му збори дека не треба да пие. Јак бре, брате, он решија, џабе ти, џабе. Ко да више на njega крст? И на комшу попа му се падна по тој систем джип. Или купи ga, не знам. Истрага још трае. Ама ќе ga виду ја за Великден. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, след јадете линката. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Добро jutro, тате. Може ли да седна? Добро jutro. Може. Фала лепо. Бобане, откуде ти тај? Одете по старо ми обличе си го сабаља. Не збору ја за облекло, Бованче. Збору за тој добро jutro, тате. Може ли да седно? Фала лепо. Па тате, имамо нов предмет у школа. Вика се етика и морал. Фала лепо. Па ти дојчер не збореше овакој бе, Бован? Дојчера, ама данаска смо имале прв час. И ја, тате, све сам научија. Молим лепо. Бобанче, тој добро jutro, фала лепо, молим лепо, спада у домашње васпитање. И ти малко си закаснија. Не сам закаснија. Мама мене ми вика, све што може да се купи с паре, може да се заврши. Фала лепо. Бобане, телефон, компјутер и лаптоп се купуев с паре, а домаќе васпитање тешко. Да ти кажу, и тој фала лепо, молим лепо, се учи од мајку. А од татка? Татко е многу зафатен. Има многу работу и нема време да обрати пажњу на деца. А знам све, не сам глуп. Што сакаш, прашај ме. Па еве, тате, јас сакам да знам колку су далеко месечина и земја. Молим лепо. Бобар, па месечина? Да, месечина, бе, Бобане. Месечина... Па, добро да не знам. Тате, сега да те прашам нешто друго. Да те прашам за Њутнов закон, физика, инерција. Па, таа инерција... Бобане, таа инерција се учи у школа, ама јас сам, ти знаеш дека сам завршија богословие. И ми такав предмет не сме имале. Тате, тој се учи 8 оделение, молим лепо. Гледај, молим лепо е у реду, ама работа е дека ја мош не сам баш тага бие на тај час кад сме училе, за тој инерција. Тате, добро. А друго све знам. Сварно? Прашај. Још едно имам прашање, многу сакам да знам, тате. Што е тој биполарна личност, психологија? Поларна? За поларно е. Биполарна. Би. Па, не знам бе, Боби. Тате, ја да не те замарам, па тебе ти да не мора све ја да научи или да знам. Не, Бобане, ка не ме ти мене уопште замараш и не си ми досадан. Па ти мене ако не ме прашаш, да ти кажеш, како можеш да знаеш, бе, синкове? Молим лепо.
Кумановец. Чудо. Работи во Афганистан. Не. Добре, де, како голем дел од кумановци. Виши, живи таму. Ама пуно време работи у Афганистан. И сега дојде време да се враќа таму на работу. Они вика, куде ќе дома ќе си. И на Скопски аеродром на Петровац доваѓа куде тој жену господју што чекира карте и вика, господјо, ја вика ќе лету за Дубај, вика, ако може овој голем куфер да ga пратите у Минхен, а овие два помалечки да се прати у француску Париз, а овој што е средјан, вика, он ако може, вика, до Грчку да одлети. Ама не, господин, па тој не може. Ма немој, а прошли пут можеш, а? Ой, како теретам воз да те прегази. Леле. Јао! Сак знам откуде во е име на баба Кито. Па она ги личила на китаве, била толика. Среќа што не е тврда подлога, бе. Има да га згази како валјака свалт. Со шпаклу да го одлепуе. И одма после овој скок иде предупредување за комшије. Пазите, цунами! Не знам да ти кажа право, ја никад не би кажа за дека цунами, било што. Ама види да ти кажу, она како девојка беше болја од како се одаде, почнава кој да пропада. Како девојка одржуваше се малку на површину како такој. Плуташе. Муж го повлечење. Ама дека не била на одмор, па поправила се малку женичка. Не, она само изгледа дебела. Научно е докажано дека на топло тела се шири, а на студено се собира. Што ме гледаш ко теле, бе? Па научно е докажано, не ли си чуе? Не. Па полицаец. Значи истина е, гарантирам ти. По тој значи она не е дебела, само се наваѓа на погрешну страну на свет, куде што е топло. Замислите у Сибир, бе. Има се оттани манекенка да биде. Северен пол. Не бе, женски пол. Слушај, мушки пол. Двојца другари као по обичај у кафану седи. Добро. И улаза една дебела жена. Женски пол. Да. И ој вика, брат, види го овај колку е дебела, свике ни зеде. Нас немаме, не се кире, сестра ми е. Ама слушай ти кажу, мужи што имав дебели жени, не се у толку лоша позиција. Бре. Напротив, па не може она да ги стигне и да ги фати ако бегав да ги тепа. Ама ако ги дофати, так има да ги утепа све. Или ако га нагази пред да проба да побегне. Уоп, назад, како ластика. И така ќе га дофати, има да га растрза како армоника. Глетав. Леп што ќе се стави у фурњу која од озгора пече, од оздола лади, а од страну подгрева, искача со загорену кору, претврд, премек, со дупку у средину и живо тесто около дупку. Такав леп е глетав. Значи не е оној што треба да биде. Не се жвака, још потешко се глта и дави на крај. Исти тој производ е резултат на сплет околности, како што су влажни дрва, лош оджак, лоша фурња, брашно со слаб квалитет и домачица со мало искуство. Ако домачица не га тепа тесто, ако брашне тип 400, фурња убаво изцедана, оджак још поубаво изведен и суви дрва, а лепе пак летав, тага е до хороскоп на дотичну и тој директно од 11 куќу, која се однесуе на успеси од различит карактер и остварување на планови циљеви. На домачицу план сигурно невој е бија леп да биде глетав. Другари камен пијани. Идев куд еднога дома. Кој ќе отвори врата ако не жена? Вика, срам те било, ѓубре едно, да знаеш, нема секс 1 месец за тебе. И за тебе, миле, исто. Добар дан. Добар дан.
Ако може да прашам нешто, ако имате нешто против ласкања, ама молуве нешто да не кошта многу, знаете како е. Има, ама замена. Замена? Да. Куде баш за... Ајде, ако мора замена. Може ли? Ба може, што да. Сигурно. Сигурно. Дигни се малко нагоре. Куде, како? Погледни наоко. Куде? Но, тако, добро си. Ау! Па зашто ми удри шамар, бе? Па не ли тржи нешто против ласкање? И да не е многу скупо. Па тржи. Епа, еве видиш, и доби. И не е многу скупо, и сак не лъцкаш, тако ли? Па ја не лъскаше ни пред тој, бе. За жено ми праша. Ете, куде нас да ви кажу, никад за никога не се вика овај многу се пропија. Никад. Не, само се вика изедега капка. Ви сега можда се досеќате ете само за какву капку се работи. И ја ете само ќе ви помогну и ќе ви кажу дека не е оној ќе ga удаву у капку вод. Не, тој нешто друго е, ја мислу дека знаете што е. И плюс тој, ако некој решие да пие, ти му збори дека не треба да пие. Јак бре, брате, решие, џабе ти, џабе. Абе не можеш ти да направиш виолину од дрво што раснало да биде дршка за матико. Не можеш. И ето, ако веќе решие си да идеш да се напиеш и кад идеш с друштво, например, да пиеш, ај дали знаеш што е најважно, а? Не знаеш. Најважно ти е убаво да се облечеш, да. И пожелно е чак и некој одело, ако имаш при руку такој, тој да облечеш. Не бре, не ако умреш од пиење, да не се мучив да те пресоблажав. Него, кај ќе се напиеш, да не викав, глега селјак се напија. Него, господин човек, само малко пинаја повише, тоа не е друго. И плюс, да научиш, не се расврле никад со пари. Никад. Зашто? Не знаеш, бре, никад колку ќе ти касни плата. Па после ќе мораш ти да чекаш друг да те части. Ако ти прашај, не да не прашаш. Ако познаваш некога, прашај го, ти бе, што пиеш? И он кога ќе каже, ете, например, пиво пију, ти одма па га прашај, а куде ти е? Па зашто немаш? Па викни си едно, бе, ај викни и на мене едно. Еви, ја ќе пију исто, пиво, не мора друго. Такој. И још еден савет. Ако видите некога дека се напија и заспаја у сладолед, само му го преместите главу у салато сладолед, да не настине. Да, и никако не га будите. Полека пажливо, немој да га разбудите, зашто можете да га пресечете, па да га фати пиење. И после кога ќе га носите дома, ви ќе бидете криви. Додуше, увек тој што га носи до дома те е крив. Увек. Познато е што ќе каже или мајка му или жена му. Па што си му даваја толку да пие, бе? Боже, некога можеш со зор да му дадеш. Па со зор, нели, можеш само да му земеш на човек. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони.
плячкаш, разбойник, навечер иде некога да оплячка, мора да оплячка, треба му пари. И фаќа некоја човека, си иде сам по улицу, так, пиштолј у чело, дај ми ги твои пари. Викам, ама ти полъка, дечко, пази кога плячкаш, јас сам политичар. Политичар, дај ми ги тега мои пари. Мои пари ми ги врати назад. Лето иде. По рибе ли ја поши? Или по белju. По рибе со плача. Он заебал уже. То масло не дождёшься, перебьёт. За скок. Леле. Па глед. Па колко се врти. Абе, плитко ли е или чини ми се? Она другари, ако не те насади, кој ќе те насади? Оди бега, што другари? Овој зема па како прву брачну ноќ, кад кажа рипа. Тој да надокнади за сви девојки што ги е немаја. Одма, прву брачну ноќ. Ама овој не имаја ни едну. И сега една нормална и вика снајке, ти има да испашташ за сви што се ме одбиле. У кревет и рипа. А гледа го река колко е пресушила. Како пијан за воду. За капко ќе умре. Рибе пливав у мутно, а сомови у плитко. Не, грешка си, сомови не пливав. Сомови жмиев. У димој и чекав прилику. Мушче, сеќаш ли се пред 6 месеца кад беше по рибе? Жена како може да забрава? Па, јави се риба, кажак имате рибчиња. Тато, знаеш што вика? Комшика била много добра риба. Бри. Бри, мама знаеш што направи за тој? Зема па му га скрши прибор за по рибе. Тој не е толку смешно. На нju му беше. Што вика Рамче като легну реку? Што? Помагајте нему да се бања, помош! А како ќе познаеш кумановци на море, знаеш? Како? Мајка вика, Зоране, не иди удлибоко, ако се удавиш ке те фату, после све ке те утепам. Снага од човека, бе. Па види го, бе, шири се, бе, како стар шифонјеро гарсонјеро. Да, бе, ама затоа после се плесна у реку како стара мераклика. Блеј, овој телефон, а памет ми све у прошлу неделю. О, Боже, у прошлу неделю. Мри, ти си заостанала с памет у прошли век. И што е тој толку битно што ти си га запамтила, па ти тамо памета. Мори, ти каде нешто важно одма забравиш. Па нели мори без водице? И кад се фрли у реку. Види, ништо не пратиш. Кажа ти дека овој годину ќе биде онлайн. Значи само онлайн беше и се уплаќа со на сметке паре по систем ко да више на njega крст. И на комшу попа му се падна по тој систем джип. Или купи ga, не знам. Истрага још трае. Ама ќе ga виду ја за Великден. Са што ќе ми иде он по јајца. Па так ќе видим од што га ја купија джип. А Марија, куде мене пред некој ден доваѓа еден од црно и вика, Господјо, за воду. Викам, молим, за што? За воду, бабичке, за воду. Ја му викам, а за колко месеца? Ти глупа. Леле, мори, тој е подбија. Па кажа ти, само за крстење воду е уживо, идев по куќи и по станови, мори. Оној друго, тој е онлайн све. Па ете, ти си знала, а ја не сам знала. Ај тој за воду, некако ќе разберу. А за крст, мори, жено, па била се, мори, да си купил купаќе. Ја мислеше како поранешни године, ке га фрлям во воду крст. Ти си мислила? Па ја. Ти не мислиш за овој година, а не за поранешни године. Блесава една и она ќе купувала купањи. Тебе мори се рада за камион ти е мала, а не купањи. Само джабе ќе си ги купувала. Што мори мала? Види ме, мори, какво граѓо имам, за 2 пара купањи тој дводелни да облече. Имаш, бога ми, граѓо ептен. О, па задницу што имаш, машала. Ајде, мори, тамо глеј колика ти е, како добрашанска печенка, кај ќе се обеси преко плот. И идеш тамо, брукаш ме, мори, не само с понашање, него и с тај твој изглед. Море, изгледа ја на тебе има да ти се намршто, пошто такви намргуѓени како тебе ми насмејани изгледамо како будале.
Једно Вргојено. Филм се изгледа, да ти кажу, а ти си будала, не изгледаш. И ја ќе те претечу, и ја ќе ти заврту грб. Тако е. И намрштена ќе остану. С тебе другаче не може. Секое семејство влегуваат ако не повеќе на 3 месеци по 500 денари. 500 денари се 2 килограми месо, домаќинките знаат какова помош е тоа за да вложат за исхрана за своите најблиски. Домаќинките најдобро знаат. Ова е единствено точно во изјавата. Една домаќинка дури и прецизно пресметала. Ако располага со 2 килограми месо, најдобро е тоа да биде мелено. И навистина, може да издржи со него цел месец едно 4-члено семејство. Но под услов, ако секој член од семејството јаде по 3 трошки од тоа месо, нема. А каде се останатите 2? Не дека секоја помош не е добре дојдена, но, господја министерке, немојте од мравка да правите слон. И немојте случајно ова да ви биде единствена помош, затоа што од домаќинките муабетот може да стигне до домаќините и тогаш да стане опасно. И да не е глупо, би било дури и смешно. Па затоа ќе мора да се вратиме ние следниот викенд, за да ви биде смешно на оваа иста фреквенција. Затоа останете тука со вашата омилена телевизија. До следниот викенд. Чао! Исти тај производ е резултат на сплет околности на околности. Значи и он тога ќе наручи. Никако и Не си управ. Ја мислам само тако изгледа она дебела за тој зашто не е... Зашто не е дебела. Зашто не е дебела. Издувале го лекови. Само се вика се овакој. Утепага капка, ќе му утепа менац. Не е она дебела, тако изгледа само. Значи, научно е докажано. Не. Да насолимо малце. Не. Фурња, убаво изцддана, очак још поубаво изведен. И сува дрва одозгор, а сирова одоздол. Она може да кажала, ја не знам што треба да кажа. Ако кажи било што. Па макар и да погрешиш. Ти испрлас. Очак још поубаво изведен и сува дрва одозгор, а сирова одоздол. Што се смеете? Ако знаете... Што се смеете? Ако знаеш да штедиш, тога нема што да се... Што се чудите? Ако знаеш да штедиш, тога нема што да се... Тогаш. А Кумановца како ќе познаеш на море или Кумановци? Не. Викам мајка му, што не знаеш? Не, вика. А тој беше за следниот реплик.